Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве најавата за содржините во вечерашното издание. Гостинот од Русија на Јанко Бачев, гостини на Никос Кодзијас. I would describe Syriza as a pro-Russian leftist party, definitely. Дали посетата на Александар Дугин на Македонија треба да се сведе на приватна забава? Кој се и како работи против влез на Македонија во НАТО и ЕУ? Ја бев шокирана, навистина, затоа што очекував едно, а добив друго. Прв јавен настап на докторката која откри линдан во крвта на девојчиња пред време влезени во пубертет. Откриваме, депониите во хемиската фабрика наверојатно не се единствените во кои се одлагал опасен отпад од ОХИС. A do da pres struga dhe këtë sezon turistik, duke u përballur me zjarret dhe erën e padurueshme nga deponia Egër. Со ветувањата на централните и локалните власти за решавање на проблемот, со право сме резервирани кон ова ветување. Владата бара од општините да и дозволат да ги изгради регионалните депонии. Тие се плашат од сметот. И во светот се борат општините кај кој да биде локација. Има борба, затоа што сметот е најнов бизнис. Во соседна Албанија од отпад веќе се произведува електрична енергија. 3-деценијски проблем е рак рана на македонскиот фудбал, тоа е точно ова инфраструктура. Тој дел на одржување не беше правен како што треба и затоа терените беа во катастрофална состојба. На рајон, дуке мога да сви Шиприн, Србија, Малци, Косов, gjitha këto kanë инфраструктурë më të mira se tona. До кога фудбалски прволигаши ќе бидат домаќини на гостински терен? Целиот проект од претходната хет-трик програма треба да биде финализиран, за да бидеме во можност да аплицираме за нареден проект. Ако се уште сметаат дека моето одење во диско беше злостор, знаете како викаат? Сторителот секојаш се враќа на местото на злосторот. Саботажа. Се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Неодамнешното објавување на сторијата за депониите со опасниот инсектицид линдан во кругот на некогашниот хемиски гигант ОХИС во Скопје не доведе до нови, досега јавно неекспонирани сознанија. Едното е дека депонии со опасен отпад од ОХИС најверојатно има и надвор од дворот на фабриката. Повеќе документи, научен труд и сведочења велат дека отпад од ОХИС се одлагал и на локалитетот Пеленица над Драчево. Второто ново сознание е дека линдан бил откриен во крвта на сите, а не само кај 10% од девојчињата опфатени со истражувањето во 2007-та. При тоа, највисоки вредности се регистрирани кај децата од Скопје. За ова во прв јавен настап сведочи докторката авторка на научната анализа. Славица Филиповска стапи во контакт со неа. На јавноста е познато дека дворот на фабриката ОХИС во Скопје е темпирана бомба. Овде овие што се големи као ричиња, тука имаше линда закопано. Цело време, 30 години така се работеше тоа. Стравот од опасниот инсектицид со децении живее меѓу локалното население. Бегаа луѓето, искрено бегаа, од кај е производот, од Лисиче, од Драчево, сите бегаа. Едно известно време. Оваа наша претходна сторија не донесе до нови факти, дека проблемот е многу поголем од околината на ОХИС. Доктор Марина Крстевска-Константинова од Клиниката за детски болести со години ги истражува здравствените нарушувања кај децата. Професионалниот интерес ја инспирирал и докторската дисертација во 2007-та да ја посвети на здравјето на младите. Изборот паднал на истражување на опасниот пестицид DDT во крвта кај девојчиња со предвремен пубертет, чиј број од година во година растел. Ја бев шокирана, навистина, затоа што очекував едно, а добив друго. Шокот кај докторката бил зашто пред да почне истражувањето, очекувала да најде присуство на еден пестицид кај девојчињата со ран пубертет.
но анализите направени во Белгија со помош на белгиски доктори покажале присуство на друг пестицид. Земени биле примероци од крвта на 56 девојчиња од различни делови на Македонија, но најмногу од Скопје, кои предвреме влегле во пубертет. За споредба била тестирана и контролна група од 24 девојчиња само од Скопје. Резултатите покажаа дека нашите деца, некои мал процент, околу 10 до 15%, имаат деривати на DDT, тој ПИП и DDE, но голем број, скоро сите деца, дури и контролната група сигнификантно повисоки вредности, имаше на линдан. И они тогаш ни пратија една предупредувачка порака, имено што се случува кај вас со линданот, затоа што едно баравме, а друго добивме. Ние дури се обидовме и организиравме една конференција во врска со тоа, со тој наш наод, случаен наод, и да ви кажам, немаше некој широк одзив во јавноста. Докторката вели дека депониите со линдан на Охис секако влијаат врз луѓето. Како не? Влијае. И тоа многу, само мене едно ми е малку така чудно да кажам, затоа што ние имавме пациенти од целиот регион, значи од целата земја, така да кај нив најверојатно била последица на прскање на земјоделски производи, употреба на пестициди. 360 степени стапи во контакт со докторката по сознанијата од нашето претходно истражување за депониите со линдан во Охис. Трагата до нејзината засега единствена ваква студија беше оваа брошура на Министерството за животна средина посветена на токсичниот отпад во Охис. За жал, прв пат слушам тоа од вас. До сега не сум била контактирана за таа брошура конкретно. Може го прочитале мојот труд, па се ги искористиле податоците од мојот труд. Дали ви понудиле соработка воопшто некогаш на ова? Не, сега прв пат слушам од вас, не, за жал не. Од Министерството одговорија дека е погрешна формулацијата на тој параграф во брошурата. Велат дека не учествувале во правењето на студијата, но ја цитирале со дозвола од раководството на детската клиника. Од дисертацијата на докторката е помината цела деценија. И покрај вознемирувачките резултати, јавно не е познато дека е иницирана нова и поопсежна анализа. Она што се знае дека линданот како пестицид се користел во македонското земјоделство до 2009-та, кога е забранет за употреба. Досега јавноста знае дека во поголеми количини го има во базените за складирање отпад во Охис, кои се распаѓаат и веќе ја контаминираат околината. По објавувањето на претходната сторија, до нас стигна тврдење дека кругот на фабриката не е единственото место каде се складирале остатоци од инсектицидот. Поранешниот вработен во Охис, Сретен Стојковски, тврди дека опасен отпад се одлагал и во депонија над населбата Драчево, кај локалитетот Пеленица. Стојковски не беше во можност да ни ја покаже точната локација, бидејќи во моментот на снимањето беше покриена со снег. Копајќи по документи, дојдов до документи дека овде нова локација има одобрение за складирање на опасен отпад. Најверојатно е складиран делта паста, е складиран дел од отпадот делта паста. Сепак треба се направат анализи да се види дали е делта или е и другиот отпад од линданот. Дозволата за употреба е издадена 75-та година, значи некаде од 75-та до 80-та година на истиот се носен опасниот отпад од производството на пестицидот линдан. Сознанијата на Стојковски, подкрепени со сведочења на вработени, велат дека овде има околу 8000 тони опасен отпад од Охис. На истиот начин како што е складиран во Охис, и овде е донесен, ставен, затрупан со земја и така е оставен. Од тој период нема мониторинг на локацијата, што се случува, во каква состојба се бурињата, дали се распаднати, какво е влијанието на линданот врз подземните води, нема мониторинг направено. Колку и да звучат неверојатно,
тврдењата на Стојковски се подкрепени од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, каде одбранил магистерски труд на оваа тема. Во прилог на неговите тврдења сведочеше и Абдул Вучел, локален жител кој не затече додека снимавме на Драчево. Видео сум некоја течност, некоја као зелена течност, дека е тука фрлана. И во таа дупка тука. Сите знаат, ја идем у лов, јас сум ловче тука и се вртам редовно овде. Сите овде мештани знаат дека тука има фрлано од Охис. Рекој дека била некоја киселина. Порано некоја киселина, сега колку е тоа точно не знам. Парцелата за која нашите соговорници велат дека е депонија е во сопственост на Република Македонија. И Министерството за животна средина ги слушнало како што ги нарекуваат неофицијалните информации за депонија со опасен отпад на Драчево. Велат дека планираат да истражат локацијата и да забранат пристап до неа, но не кажаа кога. Потенцијалната депонија се спомнува и во документи на општината Кисела Вода. Во еколошките планови на локалната власт за 2008 и 2016 година, местото се нарекува индустријска депонија на Охис и на фабриката стакларница. Во последните 40 години, кога хемиската индустрија работеше со полн капацитет, големи количини на хемиски отпад се складирани на оваа локална депонија. Во периодот на изработка на овој локален еколошки акцијски план, општината не располага со потврдени податоци дали отпадот складиран пред повеќе години на оваа локација се наоѓа се уште во метални буриња плитко закопани подземја или тие се излеани и представуваат закана за подземните води и поширокиот регион. За таа цел, потребно е да се направат темелни истражувања и студија со која би се дефинирала состојбата. Локален координатор за изработка на овој план за кисела вода е Кирио Николовски, вработен во општината. Кога го побаравме, ни рече дека е на боледување и дека не може да одговори од каде и се информациите на општината. Став ни даде градоначалникот Филип Темелковски, иако документите датираат од пред тој да дојде на функцијата. Тоа е според документите кои ги има до кои имаат дојдено луѓето кои го изработувале леапот. Ние според тој локален еколошки акционен план треба да испитаме дали на вистина има и други депонии надвор од кругот на Охис и тоа планираме во текот на оваа година да го направиме. Единствените депонии со линдан на кои сега се работи се оние во кругот на Охис. Проблемот за кој е надлежна централната власт е во почетна фаза на решавање. Проценките се дека за чистење на малата депонија ќе требаат 5 години, а за големата уште 10 години. И покрај докажаната контаминација, дворот на Охис добива нови станари, мали фирми кои ги изнемуваат старите хангари. Барем додека комбинатот е во државна сопственост, не може да се градат стамбени згради, иако се појавија информации дека мокници го меркале просторот. Деталниот урбанистички план се уште не е донесен за Охис во фаза на изработка. Така да се уште си актуелен стариот, каде што исто така е дефинирано дека е индустријска зона. И со новиот во овие моменти се дефинира како индустријска зона за лесна и незагадувачка индустрија. Дали тоа ќе го обврзе следниот купувач да... Тука не сме ние вклучени како општина во преговорите. Владата како најголем доверител и стечајниот управник би требало да ги прашат, бидејќи они имаат повеќе информации. Колку токсичен отпад и на колку локации остави Охис? Зошто се дозволува нови фирми да работат во кругот на фабриката? Ова беа само дел од прашањата на кои не добивме шанса за одговор од стечајниот управник и покрај нашите обиди. И институциите на извршната власт не понудија многу повеќе. Докторката Крстевска Константинова го поставува прашањето какви резултати би добиле сега ако повторно се направат крвни анализи кај деца. Линданот кај детето може да предизвика многу големи промени. Делувам на многу системи на органи, така да на првиот место би го ставила нервниот систем. Значи, може децата да добијат напади на грчеви, односно конвулзии, епилептични напади, може пореметување во развојот да се случи. Исто така репродуктивниот систем, ова ние што го испитувавме, значи предвремен развој на пубертет, исто така проблеми со кога ќе го добијат пубертетот, проблеми со репродуктивниот систем, со хормоните, значи може да дојде до пореметување на овареалните циклуси. Значи
Исто и кај возрастните тоа се случува, значи пореметување во фертилитетот, во плодноста, но не само кај девојчињата, значи кај машките може да настане проблем со сперматогенезата. Овие можни последици за кои посочува докторката треба да бидат дополнителен апел до повиканите уште посериозно да се зафатат со точна диагноза на состојбите што ги остави ОХИС и на нивно итно санирање. Наред уште една пауза, а по неја се уште неколку интересни теми. Гостинот од Русија на Јанко Бачев, гостини на Никос Кодзијас. I would describe Syriza as a pro-Russian leftist party, definitely. Дали посетата на Александар Дугин на Македонија треба да се сведе на приватна забава? Кој се и како работи против влез на Македонија во НАТО и ЕУ? A do da pres strugada că sezon turistic, duke u përballur me zjarret dhe erën e padurueshme nga deponia e Egër. Со ветувањата на централните и локалните власти за решавање на проблемот, со право сме резервирани кон ова ветување. Владата бара од општините да и дозволат да ги изгради регионалните депонии. Тие се плашат од сметот. И во светот се борат општините кај кој да биде локацијата. Има борба. Затоа што сметот е најнов бизнис. Во соседна Албанија од отпад веќе се произведува електрична енергија. 3 деценijski проблем е рак рана на македонскиот фудбал, тоа е точно ова инфраструктура. Тој дел на одржување не беше правен како што треба и затоа терените беа во катастрофална состојба. На рајон, дука имавме сви Шиприн, Србија, Мальци, Косово, gjitha këto kanë infrastrukturë më të mira se tona. До кога фудбалски прволигаши ќе бидат домакини на гостински терен? Целиот проект од претходната хет-трик програма треба да биде финализиран за да бидеме во можност да аплицираме за нареден проект. Минатонеделната посета на рускиот филозоф Александар Дугин на Македонија помина со низа релативизирање. Од тоа дека не е представник на официјална Москва и дека овде е во личен капацитет, преку тоа дека домакин му беше маргинален субјект на овдешната политичка сцена, до тези дека Дугин е јавно познат, но не и многу влијателен во Русија. Но кога малку ќе се загребе под површината, се стигнува до индикативни информации кои можат директно или индиректно да се доведат во врска со напорите за решавање на прашањето за името, а со тоа и за влез на Македонија во НАТО и во ЕУ. Например, Дугин бил гостин и на Никос Кодзијас, актуелниот шеф на грчката дипломатија, а имал своја улога и во активностите за одвраќање на Црнагора од зачленување во НАТО. Владимир Мирчевски ги анализираше достапните податоци и разговараше со истражувачи на руското влијание во Грција и во целиот регион. Lying liberal globalist propaganda, Russia, Soros Foundation, American globalist, Putin, America itself. Victory for Russia. No NATO. Liberal media. NATO should be destroyed. Unipolar world. Interest of Russia, Putin is forever. We need Putin forever. We need Putin. Putin is not optional. And no one else of Mr. Putin made Russia great again, of the Putin again. Одговорите на прашањата кој е Александар Дугин и дали неговото неодамнешно доаѓање во Македонија беше само приватна забава на неколкумина, се нераскинливо поврзани со одговорите на прашањата што работел и што промовирал досега рускиот филозоф и публицист. Иако на настанот организиран во Скопје од проруската партија на Јанко Бачев рече дека не е дојден како представник на власта во Русија, Дугин во други своји настапи не негира дека може да се нарече советник на Кремљ кој работи од сенка. I could say that my political ideas have certain influence on the decision of the Putin. Станува збор за човек кој заговара нова евроазијска заедница на чело со Русија. Тој често кокетира со тезата дека ако Русија сака да се врати на патот на старата слава, треба да мине низ војна, како што Сталин го сторил тоа пред 70 години. You've been watching Dugin's guideline on the rapidly approaching war. Овој човек, кој во името на Русија зборува за светска војна, минатата недела беше пречекан со овации во Скопје.
Но она што е малку јавно познато во Македонија, а може да биде релевантно за обидите да се реши прашањето зимето, е фактот дека гостинот на Јанко Бачев, Александар Дугин, кој вели дека Македонија нема што да бара во Европската унија, пред 5 години му бил гостин и на Никос Кодзијас, актуелниот грчки министер за надворешни работи. Кодзијас, тогаш во својство на професор, го поканил Дугин да одржи предавање на Универзитетот Пиреа, од кога датира и оваа нивна заедничка фотографија. Тоа што му бил домаќин на Дугин не мора да значи дека се согласувал со него, коментираше грчкиот весник Катемирини откако Кодзијас ја презеде министерската позиција. Но Кодзијас не е единствената причина поради која актуелната грчка влада се смета за проруски ориентирана. Тројанските коњи на Кремљ е насловот на документот на Атлантскиот совет објавен во ноември 2017-та, во кој се анализираат врските на Москва со владата во Атина. И тоа не само со Сириза, партијата на Кодзијас и Ципрас, туку и со помалиот партнер во владата, националистичката независни Грци. I would describe Syriza as a pro-Russian leftist party, definitely, and then Independent Greeks is a pro-Russian populist, far-right populist party. Now, as far as the current situation is concerned, I think that Russia is trying to improve this influence as much as it can in the Balkans. In the special case of Greece, this attempt on the part of Russia is also connected with the fact that Greece, as well as other Balkan nations, is an Orthodox nation, which means that for many Greek people, Russia seems to be some sort of a natural ally for Greece. Православието е еден од клучните елементи на кои игра Дугин, зашто доказ е активноста на телевизијата Царград во намерата да се одврати Црнагора од членство во НАТО. Дугин е главен уредник на телевизијата, чиј сопственик е Константин Малофеев, уште еден играч од сенка на Кремљ. За власника ТВ Цариград Константина Малофеева шира јавност у Црној Гори први пут je čula u aprilu 2015. kada je finansirao i organizovano donošenje blagodetnog ognja ispred Cetinskog manastira. Ruski mediji, prije svega portal Insider, istražili su međutim njegovu ulogu u finansiranju proruskih projekata. Prema pisanju tog portala, Malofejev je zajedno sa RISI institutom bio ključni faktor za finansiranje i planiranje destabilizacije Crne Gore prije ulaska u NATO kako bi se to spriječilo. Улогата на Малофеев, газдата на Дугин во телевизијата Царград длабински анализира Стивен Бланк во текстот за Атлантскиот совет со наслов "Како Путин го аутсорсира своето мешање". При тоа тој директно ја вклучува и Македонија во субверзивните активности на Москва. And the Kremlin wants to be able to interfere in governments abroad without the interference being directly traced back to the Russian government. So it uses these oligarchs like Malofeyev and Prigozhin in the United States to organize subversive activities in foreign countries like Macedonia, Ukraine, United States, that formally do not look like Russian government activities, although nobody is fooled. So Malofeyev and Prigozhin, using their money and the power of their contacts in the Kremlin, organize hackers, trolls, former mercenaries, private individuals who want to get into a war, people who are unhappy with governments and all so forth, and can organize either information or cyber wars, or even coup d'etats as is attempted in Montenegro and possibly even in Macedonia, where you've had a lot of political unrest. And this is unrest that is directed towards serving Moscow's aims, diverting the country from the West or dividing it domestically if it's already a member of the West, and therefore weakening allied cohesion. So it's all part of Putin's war against Europe and the United States. За отворениот проруски сентимент кај актуелниот грчки министер за одбрана Панос Каменос, лидер на независни Грци, партија која отворено се противи на употреба на терминот Македонија во името на нашата држава, зборува неговото противење на европските санкции за Москва по анексијата на Крим. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε τα πάντα προκειμένου αυτές οι κυρώσεις να σταματήσουν για το καλό όλων. Οι κυρώσεις που έλαβε η Ευρώπη κατά της Ρωσίας έπληξαν και την Ευρώπη. Каменос е во добри релации со уште еден лик од сенките на Кремљ, Иван Савидис, но русинот со грчко потекло, член на Државната дума, жител на Солун, крупен инвеститор, е пријател и со грчкиот премиер Ципрас. And he appears to be one of the most influential people, especially in northern Greece,
he also attempted, and he bought some of the traditional Greek media, not only in Thessaloniki but also in Athens, such as newspapers, TV channels, and so on. So through the use of these non-traditional means, I think that Russia is trying to increase its influence in Greece. Дали во оваа рамка на обиди за нетрадиционално влијание може да се анализира и појавата на некои нови медиуми во Македонија? Koložek.info е релативно непознат портал во земјава до кој не доведе Facebook профилот на Александар Дугин. За својата посета на Македонија, Дугин ја ширувал токму веста на Koložek. Краток престој на овој сајт е доволен да се види неговата ориентација. Меѓу другото, актуелна е анкета на која се бара посетителите да одговорат на прашањето на кој начин ќе биде избркана квислиншката нелегитимна власт. За илустрација на анкетата се користи фотографија од последните часови на американското повлекување од Виетнам. Медиумски пријатели на Koložek се Курир, Инфомакс, Република. Одиме на сосема друга тема. Во пресрет на пролетта и летото, на терен проверивме каква е состојбата со дивите депонии во Тетово и во Струга, кои во минатото предизвикуваа големи проблеми за локалното население и за локалниот бизнис. Реактуализирањето на темата доаѓа во период кога владата се обидува да ги убеди општините да ги отстапат ингеренциите за да изгради регионални депонии, зашто локалните власти со години не можат да се самоорганизираат. Хекура на Кифи има повеќе. A do da pres Struga dhe këtë sezon turistik, duke u përballur me zjarret dhe erën e padurueshme nga deponia e Egër. Premtimet e pushtetit lokal dhe atij qendror se në pranverë do të zgjidhet problemi me deponinë e Egër, struganët, por edhe iniciativa qytetare mjaft, i marrin me rezerva. Deponia e cila u kryua, qysh në mandatin e parë të kryetarit Merko, e priti kthimin e tij për të tretën herë si i pari i qytetit. Последно имавме еден неформален разговор со градоначалникот на општината. Од него ни беше ветено дека на пролет ќе се започне со конкретни активности со решавање на проблемот со дивата стручка депонија. Но морам да ви кажам дека од досегашното искуство со ветувањата на централните и локалните власти за решавање на проблемот, со право сме резервирани кон ова ветување и не би можеле да го земеме здраво за готово се додека не видиме некои конкретни мерки и активности на дел, на терен. Bora, e cila ra disa ditë para fillimit të pranverës dhe mbuloi deponinë e Egër Strugane, vetëm për një çast mbuloi problemet e kësaj deponie, mbeturina të shumta kalbe në tokë pjellore, duke u zhytur në ujërat nëntoksor, të cilat pastaj derdhen në liqenin e Ohrit dhe drinin e Zi. Vetëm 50 km vija ajrore nga kjo deponi e Egër këtu në Strug, në shtetin Fqinj, Shqipërinë, konkretisht në qytetin e Elbasanit, është ndërtuar impianti i cili brenda ditës ndjek afro 150 ton beturina, nga të cilat përfitohet energji elektrike. Zgjidhja që do të sjellë rend në deponimin e mbeturinave dhe do të kthehet në biznes, ditëve të fundit ishte temë e diskutimit mes qeverisë dhe krerëve komunal. Kryeministri Zaev kërkoi që komunat t'i dorëzojnë kompetencat për menaxhimin e mbeturinave pushtetit qendror, deri në momentin kur deponit regionale të organizohen si pas standardeve bashkohore. Цел свет функционира, не ја измислуваме топлата вода. Или кога збориме за депонија, тоа не значи дека од целиот регион ќе се собира сметот и токму тоа во мојата општина сега ќе се депонира, па и тука е тоа во селото, па и таму и кај што живеам и сега како ќе објаснам. Не. Има палионици, пример како технологија, кој што апсолутно ниту смет гледате, ниту ништо. Имате продукција на струја од него, комплетна одржливост во делот на секундарната употреба на производите, современи системи и во светот се борат општините кај кој да биде локацијата. Има борба, затоа што сметот е најнов бизнис, кој што буквално е еден од најпрофитабилните, а ќе го има додека го има човекот. Ministria e Mjedisit Qetësor në bashkëpunim me Bashkimin Evropian përmes IPA fondeve do të investoj qindra miliona euro për të eliminuar deponinë e Egra në tërë shtetin, duke ndërtuar 8 regionale. Ministri Duraku u bëri thirrje komunave që të pranojnë këtë projekt
si zgjidhje e vetme e mirë. Duhet ta pranojnë pushtetin lokal si një mirëseardhje nga qeveria që ato janë të parapam me ligj të ndërtojnë mbeturinat, të deponit. Dhe kështu që do parashihen këto 54 deponi të egra të mbyllën, ku janë të parapam me planin dhe me fizibilitet studimi, dhe ku janë për disa regione janë të parapam edhe mjetet janë të siguruar dhe të mbyllën deponi të egra dhe të ketë një deponi regionale, ku në 8 regione në Republikën e Maqedonisë do të kemi vetëm 8 deponi. Në pritje të vendimit të komunave për t'i deleguar të drejtat për menaxhimin me mbeturinat, Tetova ka filluar të zbatoj pjesërisht modelin e ri. Deponia Egër, e cila viteve të kaluar ka elmuar qytetin, tani është pastruar tërësisht. Mbeturinat transportohen në stacionin e grumbullimit dhe prej atje transportohen në deponinë e Shkupit në Drislla. Thonë se për shkak të informacionit të dobët, autoritetet kanë probleme me popullatën lokale. Ndërmarrja publike komunale Tetova dhe komunat tjera janë të bllokuar nga qytetarët për transportimin e mbeturinave në deponinë rajonale të Pollogut në Rosina. Dhe pas shumë arvatjeve që ne të arrim marrëveshje në nivel komunal, me po fatkeqësisht do të ne ende janë të bllokuar transportimi dhe ne jemi detyruar që të bëjmë një marrëveshje me Drisllën, normal do të si në gjitha aspektet do të ndërmarrë si kushton, si në aspektin financiar dhe në aspektin kohë për bartjen e mbeturinave në Drislla. Edhe organizatat jo qeveritare të cilat ishin më të zëshme ndaj deponive, si ndocit më të mëdhenj në qytetin Buzmali Çarr, kërkojnë menaxhim modern të mbeturinave. Ka disa fazë në menaxhimin e mbeturinave njihen 3 rrët që janë ripërdor, reduktor, ripërdor dhe reciklo. Shumë më mirë do ishte që qytetarët të reduktonin përdorimin e lëndëve të cilat bëhen mbeturina, shkaktojnë mbeturina, me theksit veçantë të plastikave, të najlonëve, edhe gjëra tjera, domethënë që duhet shumë kohë për të shkatruar ose për të zhbërë. Në fazën e dytë, domethënë të ripërdorimit, është shumë mirë që gjërat që janë përdorur një herë, përdoren edhe për së dyti, qofshin këto plastik ose najlon ose gjëra tjera. Dhe reciklimi është faza e tretë, e cila, domethënë, në vend që ta hudhësh duhet ta reciklosh. Për ngritjen e vetdijes tek qytetarët, të vetdijshëm janë edhe autoritetet. Ata do të duhet të shpjegojnë në mënyrë të detajuar qytetarëve se 8 deponit regionale do të jenë të sigurta për ta dhe mjedisin jetësor. Për shkak se një deponi të tillë regionale me referendum e kanë refuzuar banorët e komunës së Debërcës, ku ishte planifikuar të ndërtohet deponi bashkëkohore për rajonin jug-perindimor. Stadioните во Македонија, па дури и оние на кои се игра или треба да се игра прволигашки фудбал, генерално се во многу лоша состојба. Поради тоа што инфраструктурата не исполнува ни минимум услови, дел од клубовите се принудени да бидат домакини на гостински терен. Тоа го намалува и онака малиот интерес и страст за домашниот фудбал. Кои се причините за ваквата состојба и можно ли е таа да се унапреди? УЕФА пред 4 години донираше 3 милиони евра за Македонија да добие неколку стадиони со пристојни услови, но реализацијата на проектот оди многу бавно. Зошто? Од Никола Здравковиќ. Тој дел на одржување не беше правен како што треба и затоа терените беа во катастрофална состојба. 3 деценијски проблем е рак рана на македонскиот фудбал, тоа е точно ова инфраструктура. Генералната слика е катастрофална. Не гледам дека некако би се следила во брзо време бар. Në rajon, duke më parasysh Shqipërinë, Sërbinë, Malci, Kosovë, gjitha këto kanë infrastrukturë më të mira se tona. Jemi shumë më rapa gjithë këtyre. Викенд е време кога обврските му се подредени на фудбалот.
Правило кое, иако не пишано, со децении неприкосновено ги победува сите пишани закони во земјава. Некои дома пред телевизор, други во кафеана, трети со билтените во облажувалница. Меѓу овие доминантни групи се протнува една четврта, која се уште и пркоси на лошата крвна слика на домашниот фудбал. Оние кои понатаму плаќаат билет за од трибините да ја бодрат својата екипа. Но како нивната борба да не е доволна, па своите екипи како домаќини во последно време мораат да ги бодрат од туѓи стадиони. Комитите на место на арената Филип II ги пречекуваат гостите во Ѓорче Петров. Штипјанини самите не знаат од кој фудбалски дом да ја бодрат бегалница. Навивачи на скопските екипи раштркани низ градските терени кои одвај да имаат по некоја трибина. Со различна навивачка определба, но со иста мака – фудбалската инфраструктура. На своја кожа ја чувствуваат и навивачите на Шкупи. Веќе неколку кола, наместо онаа покрај калливиот и несуреден стадион во Чаир, шверцерите ја полнат трибината на стадионот Борис Трајковски во Мажари. Siç e dim, kushtet në stadionin e tonë nuk janë të volitshëm për ndeshje të futbollit. Kemi punu dhe presim sa në kohë sa më të shpejt të bëhet gati, ku të zhvillojmë ndeshjet para publikut tonë, para shfercerave, para çdo dashaminit të klubit tonë. Na vjen keq, po momentalisht kjo është, dim se në kaluara nuk kemi pas edhe shumë financat që të punojmë shumë, tash kemi punu. Presim që të jetë një stadion i mirë, ku të mund të bëjmë ndeshje të mirë. Tash, patëm një mbledhje me federatën, në premtuan që do na ndihmojnë edhe ato me kushtet e tyre në fund të kampionatit. Çojmë një projekt dhe do ta rikuperojnë stadionin tonë. Мажари не е дом за шверцерите, но барем е на 10 минути од Чаир. Што тогаш да се каже за мајмуните? До пред 2 недели, нивната победа беше домакин во 150 км од далечиното Турново. Во пресрет им излезе фудбалски ривалската битола, па сега домашниот терен го делат со Пелистер. На љубовта кон клубот, сепак понекогаш е тешко да ги скрие револтот и километрите. Голем проблем имаше да може победа да игра на домашен терен. Стадионот под хитно се реконструира и да игра победа во Прилеп на домашен терен. Срамота. Доста долго се гради стадионот. Каде е проблемот политички, економски, али не е фер. Секој нема да си дозволи да дојде во Битола да гледа фудбал. Нас ни треба инфраструктура и нас ни треба клуб. Локалната самоуправа треба сериозно да го свати нешто дека нас ни треба стадион. Но зошто прилепчани воопшто патуваат за да ги пречекаат своите фудбалски гости? Кога влегувате во Прилеп, овие рефлектори оддалеку би можеле да ве залажат и да стекнете впечаток дека му се всушност стражари на едно убаво фудбалско здание, градено по европски терк. Но штом се најдете под истите тие рефлектори, вистински потват за награда е да најдете барем една најмала асоциација дека тука не толку одамна се играл прволигашки, па дури репрезентативен фудбал. На само 10 метри зад мене, пред 10 години, македонските репрезентативци со своите победи и голови ја радуваа фудбалската јавност, а од овие трибини кои што сега тешко е да се наречат трибини, публиката имала можност да ужива како во македонската, така и во химните на други европски држави. Меѓутоа, што носи иднината, никој не знае, како што не се знае и дали воопшто тука некогаш ќе се заигра било каков фудбал. Прилепските локални власти ги чека многу работа за Гоце Делчев од Скелет повторно да заличи на стадион. Од управата на ФК Победа велат дека предвидените близу 800.000 евра наменати за овој стадион од Фудбалската федерација на Македонија стигнале во општинската каса, но дека претходното општинско водство затаило во работата. Градоначалникот на општина Прилеп превзеде одговорност и кажа дека во најбрз временски период ќе ги надмине сите недоразбирања во однос на документите и дека ќе продолжи процесот на изградба. Клучно и најбитно во овој момент е да се постави агрегатот, да се изгради тревникот, а самиот
стадион како стадион, тоа е најнеопходно за да можеме да играме во следната сезона на нашиот стадион, а доградбата на стадионот секако дека како процес и понатаму ќе продолжи. Овој стадион е еден од 5 за чие реновирање Фудбалската федерација на Македонија во 2014-та од УЕФА доби скоро 3 милиони евра. Покрај Прилеп, парите од УЕФА завршија и во градските каси на Скопје, Битола, Тетово и Штип. Фудбалската федерација на Македонија прави се што е во нејзина моќ да ја подобри инфраструктурата на стадионите преку помошта на УЕФА и од сопствени средства. Оттаму, реализацијата на првата програма од Хет-трик, изградбата на 10 терени со вештачка трева и реновирање и поставување, осветлување на 5 стадиони во државата. Победа, Прилеп е еден од тие стадиони. Нашиот дел од обврските целосно е завршен во Тетово, во Штип, во Скопје и во Битола. Останува уште Прилеп. ФФМ има цел и една од главните приоритети да се подобри спортската и фудбалската инфраструктура. Но сами ние тоа не можеме да го направиме без помош од локалната самоуправа која се обврзала тоа да го направи или клубовите кои што менаџираат со дел од тие стадиони. Куќата на фудбалот топката недвосмислено ја префрла во 16-етникот на општините и клубовите. Трипартитниот договор подразбира федерацијата да ги проследи парите до општините, а тие со клубовите да ги обноват и одржуваат стадионите. Ако се изземе арената Филип II која ги задоволува стандардите на УЕФА и на која непречено се игра фудбал, што е направено на останатите стадиони? Битолскиот стадион кој сега ги вдомува и Пелистер и Победа и самиот не е во сјајна состојба. Екс-градоначалникот Владимир Талевски без малку 3 години најавуваше дека со донацијата од скоро 800.000 евра Битола ќе добие европски стадион за 12.000 гледачи, но сликата е сосема поинаква. Обврската стадионот да биде суреден пред 3 месеци ја презеде новата локална власт. Стопанисувањето на претходните власти е проблематично и за стадионот во Штип, со што е невозможно брегалница во живо да гледаат 5000 луѓе. Градоначалникот Благој Бочварски пред 10 дена најави дека тука допрва предстои расчистување на документацијата за инекцијата од исто така 800.000 евра да не пропадне. Без конкретен датум за финиширање на работите се и во Тетово, фудбалски најфреквентниот стадион во државата. Сепак, се чини дека овие 800.000 евра најбрзо ќе го најдат патот до фудбалска инфраструктура со барем основни европски стандарди. Општина Тетово веќе има јавно-приватно партнерство со предметната компанија ЛД Спорт во насока на плодна и ефективна соработка во управувањето со овие спортски објекти, но и во целокупниот фудбалски напредок во нашиот град. Длабоко сме убедени дека наскоро ќе биде завршена целата реконструкција на градскиот стадион, а и ќе се пристапи кон реализација на проектот за стариот стадион. Во тој правец, општина Тетово како партнер ќе ги обезбеди сите институционални капацитети за реализација на оваа заедничка цел. Лошата инфраструктура е само една од диагнозите на макфудбалот. Но кој е тој што треба да спасува? Федерацијата, општините, клубовите или сите? Овие стадиони дури утре да бидат завршени, тоа само малку ќе ја поправи целокупната слика. На овој проблем во секој медиумски настап упатува и Ѓоре Јовановски, петкратен првак на Македонија како тренер и поранешен селектор. Вас со УЕФА и ФИФА ќе ви дадат средства. Нормално тука државата, тука општината треба да исто така да се ангажира. Но најповеќе треба да се ангажираат клубовите, претседателите, газдите, собствениците и така натаму. Ниту еден наш клуб, со ретки исклучуци за 2-3 години, каде ше 4 години, да не кажам највеќе, се вложувало, сите тие, да не речам, газди, собственици се откажувала. Че вие немате стратегија најмалку за 10-15 години, сигурно дека и на ваков степен ќе дојдете. За овие 30 години, минимум да се вложуваше, најмалку ќе имавме на 5-6 стадиони, каде што сите овие надпревари што ги играат нашите клубови меѓународни надпревари, може да се играат. Од организацијата Обединети за фудбалот велат дека кога станува збор за стадионите и терените, најголемиот проблем е тоа што жаргонски кажано не се знае кој пие, а кој плаќа. Дел од проблемите тука навлагаат и во делот на тоа кој го прави одржувањето, односно кој ги контролира терените. Тука има многу измешани работи. Имавме јавно предпријатие кое што се грижеше за терените. Еден дел на луѓе зема концесија и газди на клубови, па тие терени
релативно добро ги одржува, како што се терените во Чаир, во Струмица и во Ѓорче Петров, а другите терени беше неизвестно и кој им е собствени, така да тој дел на одржување не беше правен како што треба и затоа терените беа во катастрофална состојба. Новинарот Горан Бошев и самиот некогашен фудбалер, добар дел од новинарската кариера минал на стадионите и терените ширум земјава. Од неговите сведоштва се стекнува впечаток како да говори за век далеку од 21-виот. Пред 5 години јас бев во Боговиње, тогаш таму се играше прва лига, иако стадионот нималку не требаше да му биде дозволен да се игра таму таа елитна конкуренција. Јас не можев да верувам кога влегов во собликуваната, кога видов едно ќумбе на стадионот и тоа баш беше некој зимно време, имаше еден човек кој ставаше дрва на тоа ќумбе за да се затопли собликуваната. Во Охрид сум бил сега брзо, исто така е катастрофална ситуација, нели имаме таму екипи кои ни доаѓаат да се подготвуваат. Значи, навистина верувајте, во Кичево едно време стадионот кога влегов со обликуваната, наместо за качалки имаше шајки, буквално шајки, дури некои раѓосани. Навистина играчите се сочуваат со невозможни услови за игра тука и токму од таа причина ретко кој добар играч сака да дојде тука. Загрозена е безбедноста и здравјето на играчите со таквата инфраструктура. Сепак се чини дека најгорливиот проблем се јавува дури од како Федерацијата и општините ќе го завршат својот дел. Газдите на клубовите кај нас, кои се сега веќе акционерски друштва, премногу краткорочно гледаат на своето учество во фудбалот, односно бараат брз профит, додека сите прописи кои што ги доведе УЕФА уште 2001 година фаворизираат враќање на парите од производство на играчи и понатаму пласман на играчи. Производство и пласман на играчи нема без добра инфраструктура и без добри тренери. Кој ќе донесете странски играч и кој ќе видите на какви терени тренира, на каков терен треба да се игра, на каков стадион треба да се игра, во каква собликувална, во какво купатило треба да се избања, сигурно дека тој фудбалер уште и следниот ден нема да дојде во Македонија. Ако е ова сликата за прволигашите и екипите кои не представуваат во Европа, тешко е да се замисли со што се соочуваат оние во пониските лиги. Од ФФМ тврдат дека се решени да истраат во предизвикот в Македонија да има стадиони за гордење, а размислуваат и како би било употребена некоја наредна донација. Но тоа барем за сега е сезам чие отворање не е на повидок. Целиот проект од претходната хетрик програма треба да биде финализиран за да бидеме во можност да аплицираме за нареден проект. Не значи дека тој може да биде одобрен. Уште едно коло е завршено, другото веќе на повидок. Едни се подготвуваат да патуваат на гостување, а други да патуваат за да бидат домаќини. Дали Шведска, земја членка на Европската Унија, сгреши кога среде демократска стагнација во Македонија пред околу 6 години реши да ја прекине донаторската соработка со земјава. Шведската агенција за меѓународна развојна соработка СИДА сега ја обновува помошта. Со директорката на агенцијата Карин Јамтин, која денеска во Скопје го потпиша договорот за соработка, разговараше Зоран Јомановски. Sweden, after a couple of years of absence, is again returning to Macedonia with considerable assistance in implementing EU reforms. Why the government in Stockholm decided to come back as donor, and is this related to the development of the political situation in the country? The government of Sweden saw a possibility at this time of the history of your country, of Macedonia, for us to play a part of supporting institutional reform, economic integration, but also other parts of your development, to near your country to the EU. We are strongly supporting an enlargement of the European Union, and we saw this bilateral cooperation as an important step in that. But I would like to stress also that Sweden has been present all through the years with our embassy, but also Macedonia has been a part of our regional cooperation in all of the Balkans, all through the years. From today's point of view, do you think that in 2012, considering the developments in the country, as well as the backslide of democratic processes that followed, you shouldn't have withdrawn as a bilateral donor in Macedonia? Especially since you are active in the area of institutional reform and the development of the civil society. Yeah, changing or strengthening rather institutions takes time, and it's
of course, sometimes one regrets decisions. But at the time when that decision was taken, we all looked upon Macedonia as going in a positive direction and strengthening institutions. Now I'm happy that the Swedish government took the decisions for us to be back with the bilateral cooperation and making it possible for us at SIDA, at the Development Cooperation Agency in Sweden, to support institutional development and nearing to the EU at this stage. It's always easy to look in hindsight and say that one should have taken other decisions. But at the time, it was the decision taken by the government, and it was at the time the correct decision. What will you focus on in your program in Macedonia, and what kind of assistance are we talking about? It's the overarching goal is to nearing Macedonia to the European Union. We are, as I said before, strong friends of EU enlargement and trying to support countries to become new members of the European Union. We have three priorities of our bilateral cooperation with Macedonia. The one is economic integration with the European Union, and that can consist of different parts of cooperation with Macedonia. The other part is institution building, supporting strengthening of democracy, human rights, freedom of speech, etc. Making sure that all Macedonians, no matter gender, sex or whatever, can take part in society and state their views and really have the right to their own views. The third part is the environment. Supporting a better environment, a better climate, and supporting Macedonia's role in actually combating climate change, but also maybe working with air pollution within the big cities of different kinds. So 3 areas: economic integration, human rights and democracy, and the third one, environment and climate change. Clear priorities for our current government. Thank you for the interview. Thank you. Останете и понатаму налсад, по кратката пауза е саботажата. Во 360 степени стигнавме до саботажата, авторство на Сречко Поповски. Да ја видиме. Желбата за власт е наркотик за политичарите. Зависноста од неа ги прави безвредни доследноста и искреноста во која се колнеле, особено кога на увид ќе биде ставена цената која биле подготвени да ја платат за незината опојност. Оние што биле сведоци на неуспешниот обид за криумчарење, со нелагодност изразуваат чудење за актуелниот протест против незиното легализирање. И од страна на ДУИ ми беше приложен текстот кој го имаше издефинирано со ВМРО-ДПМН. Верувајте дека во ниту една одредба законот не се разликува од тој што бил издоговорен со ВМРО-ДПМН. И што поразличен не е ниту односот кон галеничињата на власта. Ветувањата дека тие 1600 џокеи кои 10 години безмилосно го јаваат буџетскиот конј ке станат кавалерија, паѓаат од небо кога не баре преморени од досегашниот ангажман. Наместо да им биде наредено, ќе бидат замолени, ако може да почнат самите да ја чистат шталата. Знаете, некаде нема да најдеме соодветна разбирање помеѓу луѓето со она, нема да им е прифатливо тоа што ќе им се нуди. И тогаш се применуваат законските одредби, каде што овие луѓе се ставаат на трансфер листа, не значи да се пуштаат од работа. Таа трансфер листа на лица што никогаш ниту влегле во игра, туку само ја грееле клупата, ја символизира единствената крената бариера, она на работници и на неработници, на политичари и на политиканти, на власт и на немоќ. Критиките дека функционира систем кој дискриминира и не ги задоволува принципите на нормалноста се огледаат и во концептот на субвенционирање, кој ќе биде уште еден символ на неравноправноста и нееднаквоста. Ние не можеме да водиме економија која доминантно ќе се подпира на вбризгување на јавни пари кои даночните обврзани ги плаќаат од свој џеп, дали се тоа бизнесите или се граѓаните, се едно, кои завршуваат на крај само кај бизнесите кои треба да ги поттикнуваат своите натамошни бизнеси. Тоа не е пазарна економија. Не е проблем само економијата, од озаконувањето на ваквите нејзини постапки е невозможно без исклучителното влијание на правниците.
а тие се оние кои застанувајќи за своите одлуки даваат смерница за тоа што е добро, а што зло, па дури користејќи ја својата положба. Таквото однесување да го дефинираат спротивно од востановеното правило дека се работи за тивка согласност. Воздржаниот глас е глас против. Со останатите сите 7, без исклучок, сите 7 гласаа за Марија Ѓорѓева. Значи, Марија Ѓорѓева не е избрана со гласот на Коле Штериев. Марија Ѓорѓева е избрана со гласовите на останатите 7 члена. Јас сум воздржан, тој е еднакво против, тој глас не се брои. Не се брои само гласот што се иззема од одлучување, се друго е јасно изразен став. Тој може да биде позитивен и негативен, во зависност од страната која го толкува и од природата. Тогаш приматот врз професионалното го зема приватното, па наместо задачите и нивното исполнување. Во јавниот дискурс доминира пуританизмот и предчесниот суд, се пребројуваат страшните злодела на грешниците. Ако се уште сметаат дека моето одење во диско беше злостор, знаете како викаат? Сторителот секојаш се враќа на местото на злосторот. И на крајот, сторителот веќе одамна го нема, но истото злосторство повторно е на повидок. Според моите оценки и според сите разговори што ги имавме таму, можам навистина да кажам дека е огромна известноста и сигурноста дека 2006 година Република Македонија ќе ја добие поканата за членство во НАТО алијансата и се надевам дека тогаш сите овие скептицизми што денес во Македонија постојат на најдиректен начин ќе бидат демонтирани. Покана ни по 12 години нема. Остана само истиот оптимизам дека конечно ќе биде демонтиран скептицизмот. Ако не гледавте, ви благодарам за вниманието. Нашето ново издание е в петок од 22:30. Пријатно!